Во училиштата низ земјава, каде има настава со физичко присуство, се следат протоколите за заштита од коронавирус. Засега состојбата е стабилна и нема потреба од промени во организирањето на работата, сметаат надлежните. Дали училиштата ќе останат отворени за учениците и тие ќе продолжат со учење во клупите, ќе зависи од текот на пандемијата, истакна заменик министерот за образование Арафат Шабани при вчерашната посета на неколку училишта во Гостивар. Ако состојбите се влошат, целосно ќе се премине на настава од далечина, рече тој. Тоа не зависи од нас, зависи од епидемиолошката ситуација во државата и од комисијата, владината комисија, што ја разгледува, ја посматра целата ситуација и очекувам да се подобри ситуацијата на ниво на држава. Не дај Боже, ако одиме по друга настока, значи ќе треба онлайн целата настава да се префрли на онлайн. Зависи од ситуацијата. Министерството за образование редовно апелира до наставниците и учениците доследно да ги почитуваат мерките за заштита од ковид и одговорно да се однесуваат и надвор од училиштата. Запрашан за коментар на реакциите дека поголемиот дел од училиштата се под клуч, а кафулињата во нивна близина полни со млади, Шабани одговори. Имаше реакција од одделни кругови, зошто не се дозволува физичко присуство кај сите училишта, зошто се зема обзир дека околу училиштето, кафичите и другите институции работат физички, присуство имаат физички, а зошто да нема и физичко присуство во училиштата. Нашиот одговор е дека Министерството за образование и као влада зема одговорност за училиштата, основни или средни училишта. Одговорноста од епидемиолошки аспект. А сите други аспекти што се надвор од училиштата, има други органи што се одговорни, дали се тие лични луѓе, родители и други институции што се одговорни за почитувањето на мерките и протоколите. Настава со физичко присуство се одржува во сите основни училишта за учениците од прво до трето оделение. Согласности да ги примат децата од други оделенија во училиште, од владата добија околу 250 училишта и тоа главно низ селата. Општина Гостивар најави дека ќе бара во училиштата на нејзина територија да се дозволи настава со физичка присутност во 4 смени со скратени часови.